Добро дојдовте, почитувани гледачи, во уште едно издание на емисијата Фокус на телеканал А1. Наш денешен гостин е пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН Крсте Јовановски. Добар ден и добро дојдовте во ова издание на Фокус. Ајде, вака да ја честитам прво телевизијата, ја прв пат гостувам овде. Би сакал да гостувам овде и мислам, може би поводот ќе беше многу подобар да зборувам за театар, бидејќи јас сум прво актер, после се друго. Но видите како се менува во животот се, така да еве сега сум дојден тука да проговориме нешто збор 2 околу политичката состојба во нашата татковина, во нашата држава. Токму така, значи започнуваме од политичката сцена, од аспект на пратеник, како ги оценувате најнапред случувањата на црниот четврток во Македонското собрание? Како ги оценувам? Не знам тие дали ова ме подсетува како ги оценувам. Не знам дали може да се оценат со бројка, да речеме некоја, или позитивно или негативно. Но ме подсетува кога на времето студирав, имаме ние еден предмет марксизам се викаше. Професорот ни велеше дека марксизмот бил начин на мислење или поглед на свет. И јас се побунив уште тогаш, му реков: професоре, како може мојот начин на мислење да го оценуват или мојот поглед на свет со бројка од 5 до 10. Каква врска имам, нели, бројката како математичка величина и како природна наука врз она што јас како мислам или начинот мој на мислење или така натаму. Но ајде да мудроста да ја тргнеме настрана. Верувајте ми, јавајќи неколку пати ова на други телевизии во Скопје сум го зборувал. Ситуацијата не беше баш така најдобра. Од една страна, например, за мене импозантно беше или ми импонираше самото влегување на луѓето во парламентот, бидејќи тие дојдоа по своето. Бидејќи тој парламент не е нити наш, не е нити на другата политичка партија, нити на третата, него тој е еден законодавен дом кој припаѓа на граѓаните, бидејќи ние сите внатре сме избрани од тие граѓани да го штитиме, нели, националниот, државниот, унитарниот и суверенитетот на државата во која живееме. Но изгледа дека некој тоа се оглуши и затоа народот влезе внатре. Самото влегување беше проткаено со многу снимки кои имавте вие прилика сигурно да ги видите како отприлика изгледа. И од друга страна, тие луѓе кога влегува внатре, што мене, например, најмногу ми смета, беа осудувани и се уште се осудувани и по нив се трага, се бараат и така натаму. Јас би се вратил малку поназад. Случувањето во собранието некој го изрежира. Некој го подготвуваше подолг период, бидејќи ние како пратеници од ВМРО ДПМН и од коалицијата за подобра Македонија, константно, значи секој ден бевме под некаков притисок дека нешто тие ќе направат. Зошто? Затоа што тие не се спремни или не се способни да бидат трпеливи, да помине точката број 3, нели, изборна комисија за прашања, избори и именување, бидејќи ние сите имавме земено збор, на сите тие, на секој збор после имавме реплики, односно контрареплики, и тоа ќе траеше можеби уште месец и пол и така натаму, и после ќе си поминеше се онака како што треба гладко. И ќе дојдеа до ова. Но не знам дали нив или на некој од надвор, бидејќи ова не можат тие да го смислат, немаат толку умствен капацитет, верувајте ми. Ова го зборувам вака стварно, бидејќи имате прилика да ги видите нивните настапи, имате прилика да ги чуете или да ги слушнете со кој вокабулар тие разговараат. Значи, нивниот капацитет е толкав колкав е и тие се сведува нивниот капацитет само на извршители, на уценети извршители за разнебитување на сопствената татковина, ако може да се каже дека е нивна. Бидејќи тие во нивните глави имаат само едни чипови, кои на одредено притискање на копче или давање на некаков сигнал тие реагираат. Значи, како што реков, подолг период бевме, нели, под некаков притисок за дека тие ќе изберат насила претседател на собрание, бидејќи постојано ни беше повторувано дека имале мнозинство и така натаму и така натаму. Мнозинството знаете како се формираше, нели, кај нив, бидејќи во игра беше една тиранска платформа. И за таа тиранска платформа беше услов, нели, за да се направи влада. Јас многу пати имам кажано, тоа е моје лично размислување, тиранската платформа не се појави на 7 јануари, односно за Божик, туку таа тиранска платформа била многу поодамна направена. Зошто ќе ме прашате? Затоа што ако во случај инженерингот на сите странски служби кои овде беа присутни и ако се одложија едни избори на 24 април, мислам дека беа, па на 5 јуни, односно последните кои беа закажени се одржаа на 11 декември, тие длабоко во себе со
регулирање на избирачкиот список и така натаму, сакаат да дојдат до поголема бројка на пратеници, односно ВМРО ДПМН да изгуби. Но ВМРО ДПМН те победи, нели, на овие избори по 11 пат поред, иако цело време тие играа исто на една карта дека државата, режимот на Груевски, според нив, они имаат друг режим, ово не е режим, ова е демократија. Но кога ти не знаеш што е демократија, а потекнуваш од режимска власт, зборувам за поранешниот период за кој вие не се ни сеќавате, предпоставувам мала сте, овие се нивни наследници и затоа тие велат режимот. И освен режим, тие не познаваат ништо друго. Значи, режим во смисла на притискање на копче, тогаш ти реагираш. Тие зборуваат дека младите луѓе се иселиле од државата. Ако е така, тогаш тие млади луѓе сигурно ќе гласаат за нив, бидејќи се незадоволни од оваа власт, така? Зошто они успеја да направат инженеринг и во странските амбасади, каде што нашите луѓе или иселениците наши немаа право или беа враќани бидејќи ги немало на списокот и да гласаат. Значи, сето тоа е лага и така натаму. И сега сето тоа кулминираше нели на 27 април, имајќи во предвид сето ова што се случуваше околу таа платформа, кулминираше да го направат она што го направија. Значи, платформата на 7 јануари беше донесена затоа што тие не победија на изборите. Но, знаеме сите дека тие добија околу 60-70 илјади албански гласови. Секој од албанските партии кој ќе ми каже дека не знаел дека ќе дојдат кај СДСМ 60 или 70 илјади албански гласови, лаже. Зошто? Затоа што тие имаат друг влог. Ќе им ги дадете на овие за да добијат да се приближат барем до ВМРО ДПМН, бидејќи нивните анкети кажувале сосема нешто друго, и за да дојдат тие да победат на изборите, а после кога ќе направите вие коалиција као победници тие на изборите, оваа платформа нема ни мора да ние во јавност да ја кажуваме, туку само ќе ја инкорпорираме во сите нели акти на државата највисоки, почнувајќи од уставот па надолу и така натаму. Но сега се случи нешто друго. Се случи пораз нивни. Лидерот на таа опозиција, вашиот бивши градоначалник овде, изјави дека со еден глас ако изгуби помалку, со еден пратеник оставка ќе си даде. Ама неговата улога не беше таа оставка да си даде. Неговата улога ја гледаме што е. Тој не смее оставка да даде. Затоа што ако даде оставка ќе се ваѓа белки, има и некоја друга оставка која ќе му следува после. Но да го трнеме тоа настрана, значи тие еден таков договор, еден таков инженеринг од страна на луѓето од надвор, уште еднаш ќе повторам, овие не можеа тоа да го смислат, беа само едни обични извршители. И откако се случија изборите, односно резултатите од изборите, тие ја донесоа платформата на 7 јануари, односно на ден на Божик, на еден од најголемите, не е најголем, нели, празник на македонците, за да може да го спречат ВМРО ДПМН да состави влада врз узнак на некаков симајски договор кој беше воспоставен со амин на Европската Унија, на тие исти луѓе кои нас не учат овде на закон, победник со победник да се формира нели владата идна во Македонија, тие не најдоа ни за сходно да честитаат, нити по ова, знаејќи дека ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобро нема да се сложи со содржината на таа платформа, која сите имавме прилика да ја чуеме во собрание, а и да ја прочитаме какви грозни содржини има внатре во поглед на опстојувањето на нашата татковина, односно на Република Македонија. И заради тоа, и заради ред други работи, договорот беше таков, имајте во предвид дека Фрчковски, нивниот политички ментор, уште пред да бидат изборите, на една словенечка телевизија кажа, во новата влада ќе партиципираат СДСМ и уште 3 или 4 албански партии без ВМРО ДПМН, односно без македонците. Што е во најмала рака изјава од еден таков човек кој бил нели министер и така натаму, загрижувачка. Многу е загрижувачка. Зависи кој како ги гледа работите. Да зборуваме ние вистина, она што сме го виделе, она што не сме го виделе, не можеме да коментираме. Така да, сето тоа, значи овие работи што ги зборувам, беа сплет на околности за да се случи сето тоа. И сега кој е врв на парадокс? Или перверзија, како сакат? Овие 5 или 10 минути после од Европа го признаваат Талат Джафери за председател на собрание, иако тие се легалноста на законскиот систем во Македонија од Европа. Тие се тие кои се легалисти. Односно, затоа што еден огромна бројка на закони со нивна нели улога
ВМРО ДПМН во изминатите 10 години ги инкорпорираше во нашите институции, односно во нашите институции кои се занимаваат со спроведување на закони, законски мерки и така натаму, се со цел да се приближиме кон Европската унија. Тие го признаваат, прво не честитаат победа, го признаваат експресно, знаејќи дека тоа не е деловнички, знаејќи дека тоа не е легално, знаејќи дека се прекршува и деловникот и уставот и така натаму, значи да дојдат што е можно поскоро во нивниот план да си го завршат онака како што требаш. И сега, кога некој ќе ви дојде дома и ќе рече повеќе вие не сте маш на оваа жена, јас ќе бидам маш, како ќе реагирате вие? Овие луѓе од надвор, полни со адреналин, при тоа 60 дена едно цвеќенце немаа згазено, цело време предупредуваа од ваквите настани, влегуваат внатре и сега тие се терористи. Дали ме разбирате што ви зборам? Тие се сега терористи, озваничени или оквалификувани како од надвор, така и од овие изроди наши македонски, кои не знам колку се и македонци. Треба да се провера дали воопшто имаат нешто македонско, тие ми личат на некаков корен од земјата, а на кој тие се нели накалемени како хибрид со чипови во главата и целта нивна ја гледаме. Најгрозно е тоа што сега се тргнати по луѓето да ги апсат, за да ги обвинуваат за нешто кое е исконско и они заради тоа ја бранеа својата собствена татковина. Тие зборуваат дека биле инсценирани такви напади од страна на ВМРО ДПМН, биле режирани и дека имале за цел да убијат некого. Сега јас, колку знам до сега во мојот живот, колку сум возрастен, кога некој тргнува да убива некого, не постои шанса, поготово кога е народ во прашање, не постои шанса ако тие решиле да го убијат, дали Заев, дали не знам кој и така натаму, како што тие впрочем тврдат, ќе беа убиени. Но сега тука се поставува друго прашање. Тука се поставува прашање. Бидејќи тие знаеја дека народот ќе влезе, бидејќи знаеја дека ова ќе се случи, значи ли дека овие луѓе од надвор кои го изрежираа сето тоа, нели, за да дојде до ова, беа свесни дека ќе има колатерална штета. Односно, дали ќе загинал Заев или Шекеринска или не знам кој од нив, совршено не било важно. Важно било да се донесе председател. Оти ако народот одеше да убива, ќе убиеш. Така, затоа го направија тие во 6 саатот, во 18 часот попладне поточно, кога заврши седницата и така натаму. Значи, тие беа свесни, однапред со ризик, знаеја се што се случува, не го предупредија министерот за внатрешни работи Нухију да донесе уште 300 или 500 полицајци заради тоа, да се спречи. За да може да имаат сега по два основа да ги обвинуваат. Ем ВМРО ДПМН како партија со цел да ја избришат, ем народот на Македонија која си го брани, нели, уставот и деловникот и општественото уредување, унитарност и суверенитетот на Република Македонија. Така известуваат западните телевизиски куќи и така натаму, и на самиот ден таму беше и францускиот амбасадор, имаше многу присутни странци кои седеа мирно и сето тоа си го гледаа. Така од прилика стојат вака работите. Сметате ли дека може да се повтори, да го наречеме така нареченото сценарио од црниот четврток, повторно, со оглед на тоа дека ете излезе и оглас во службен весник за председател Талат Џафери и дека повторно може толку многу да се изреволтира народот и повторно да го повтори тоа? Видете вака сега. Тоа што излезе во службен весник, прочитавме и кој ја објавил одлуката и кој ја потпишал. И тоа не е деловнички. На 30 декември, кога ние ја конституиравме собранието, односно кога ги потврдивме пратеничките мандати на сите партии политички, нели, во тоа собрание, имаше точка на дневен ред каде што заменици на председавачот Трајко Велјановски беа избрани Стојанов Милан или Миланов Стојан се вика и Јусуф од турската партија. Никој немаше ништо против за тоа. Во уставот пишува доколку кој раководи со седницата, нели, до избор на нов председател. Вели раководи поранешниот председател, доколку е тука, и сега ќе биде во улога на председавач, додека да се избере нов, доколку не е тука, тогаш можеби да се избере најстариот пратеник од редовите на сите пратеници внатре. Бидејќи Трајко Велјановски е тука, според устав, значи он го водеше. Имаше двајца заменици, нели, кои во негово отсуство тоа ќе го направат. Тие, кога ги направија овие елементи внатре во собрание, избра, морам тоа да ви го кажам јавно, значи овде не знам колку знаете, јас го зборував тоа на една од скопски телевизии. Најстариот пратеник во собранието е Бранко Манојловски од партијата ДУИ. Тој одби, значи верувајте ми, одби да учествува во овој
пуч или државен удар. Тој рече, јас не сакам да учествувам во ова и ова што вие сега го правите не е добро. Во цајтнот со нели време, брзо му го дадоа тоа на постариот поред, да речеме, на Ферит Мухиќ, на нивниот пратеник, односно тој кој беше од листата на СДСМ, па после излезе дека бил независен, не е важно. Тој бидејќи не можејќи да се носи со сето оваа силина внатре и притисок и така натаму заради годините или заради некои негови оправдани причини, не знам какви, му ги даде на Мисовски да го чита тоа. Мисовски, бидејќи вака малку подобар бил така во тие погледи, и тој го прочита тој истиот Мисовски и се потпишал. И тоа не е деловнички. И тоа е вон од законот. А го објавил некој Ибраим или не знам како, имавме прилика да видиме, нели, во службен вестник. Сето тоа што тие го направија е диво. Зошто? Затоа што целата нивна партија е дивоградба. Затоа што сите се диви луѓе. Тие не знаат во демократски процеси, на избори да излезат со економска програма. Економска програма која ќе биде многу подобра од оваа, од која ние видовме некаков ќар или видовме некакви придобивки. Видовме дали дека GDP-то отиде до 6% и така натаму и така натаму. И дека со таков еден раст за скоро време Македонија ќе беше една од многу важните држави во Европа и малку пошироко. Но тие нас не кажуваат флоскули за дека најмалиот личен доход ќе бил 20.000, дека просечната плата ќе била 30.000, дека радиодифузната такса ќе се укинела, дека ќе сме имале ефтина струја од бомбона бизнисот на Радмила Шекеринска, бидејќи таа го продаде, нели, ЕСМ, сега па ќе ни нуделе, како се вика, ефтина струја, дека немало да има екстерно образование, со тоа што на учениците ќе им дадат до знаење дека тие се грижат, нека ни кажат они тие луѓе кои се, нели, против екстерното, каде во Европа и каде во светот нема екстерно. Тоа можеби треба да се модифицира, можеби треба да се направат некакви измени и како ќе... Но пазете, со незаконски средства цело време. Дури и нивната кобајаги економска програма нема законски основи. Нема ништо човечко во себе и затоа ставиле слоган кој се вика за живот во Македонија. Не е тоа за живот, тоа е за смрт на Македонија. За смрт во која сите граѓани македонски ќе учествуваат, ама како терористи, оквалификувани од овие од озгор. Тоа е грозното што ни се случува во моментот во нашата татковина. Колку овие случувања на политичката сцена доведоа до ескалација на кризата која ете знаеме дека Македонија е веќе 2 години, може и повеќе во длабока криза? Мислам дека делумно од овие претходни мои зборувања одговорив на тоа, но ајде да одиме постапно сега. Тие не ги признаваа изборите во 2014 велејќи дека имало 500.000 фантоми. Па не знам, еден кажуваше 300, друг 400, трет, не знам, едни бројки чудни. Како ќе им дојде, дали Шекеринска или Заев или не знам кој беше од нив, ќе кажат на нивните пресконференции дека имало фантоми, ама се некои различни бројки. Не можат да ги дефинираат, не можат да ги потврдат и така натаму. Потоа се случија некакви телефонски разговори, прислушкувани, незаконски стекнати, дадени, и како имавме прилика да го чуеме, нели, нивниот лидер, дека некој странец му ги дал, нели, има пимерки таму, имавме прилика да видиме на телевизија. Кога ти донесуваш такви разговори и кога тебе ти ги дал некој странец и со тие истите го уценуваш премиерот на една држава, тогаш ти си неминовно веднаш за во затвор, нели? Ти го рушиш општествениот поредок на државата. Но ВМРО ДПМН беше над целата ситуација, не го стави во затвор. Го пушти да го каже сето тоа што го кажа, нели, и што го правеше. Откако и тие пропаднаа, се формираше, нели, јавното обвинителство, нашето ова јавно обвинителство потегна една пријава, односно да ги испита од кај се дојдени разговорите. Тие веднаш затворија еден од нив, тој јавно призна, па беше се договори, па беше осуден на 2-3 години затвор, ги кажа кои учествувале, сето тоа имавте овде и ваши други сограѓани, кажа и видовме, нели, на нивните мејлови што се допишувале, една од главните реченици беше ова: ако излезе ќе отиде во граѓанска војна. Замислете, тие уште тогаш знаеле дека ова ќе биде граѓанска војна. И сега тие што ја предизвикуваат таа граѓанска војна со сето ова, го обвинуваат народот кој сака да си ја одбрани државата. Перверзија, невидена перверзија. То не може ни парадокс да биде. Сакам да ви кажам, значи, кога ќе ги собереме сите овие елементи кои се случуваа, заради тоа, што се направи? Се направи пржино и веднаш подхитно се измисли специјално јавно обвинителство за да ги земе предметите од основното јавно обвинителство за никогаш. Памтете, никогаш
да не се дознае кој прислушкувал и за кои цели. Кој на кого што му дал и која била основната цел, во кое време и така натаму опатени периодите. Сите овие настани, нели, доведоа до пржино 2, до откажување на избори, до откажување на втори избори, распишување, нели, расформирање на парламентот, па после се собира со притисоци од надвор. Можете да замислите какви се тие притисоци. Кога ќе ти дојдат менторите од надвор со сиот нивни правен легалитет што го имаат како такви, во Европа, знаете, сегдека цвеќиња цветаат. Таму таква една убава демократија има, оти ние не знаеме, од ушите сме задоени, па не знаеме што е демократија или не сме прочитале ништо. Со целата нивна, нели, структура која има и поддршка од нели, од УСАИД, односно од амбасадорот американски овде, тие се правеа да се доведе ситуацијата на државата во вакво, нели, период. И сето тоа, кога ќе го собереме едно на друго, не можеме да бидеме глуви и не можеме да веруваме на нешто кое сите го знаеме дека е обратно. Секој оној што излегол да гласа и секој оној што гласал за СДСМ, зборувам, и за опцијата која еве до кај ни ја донесе државата, јас верувајте ме, 2000 на 100 убеден дека е ова вака. Бидејќи се со ова факти кои ги видовме, се со ова факти кои ги прочитавме, овде нема флоскули. Овде нема денеска една изјава, утре друга, други ден трета и четврта, пета, како што прави Заев. Овде се собрани материјали од нив и од она што имавме прилика да го видиме, нели, во изминативе 3 години. Сето тоа допринесе до ова. И сега врв на сето тоа е изборот нелегален на председателот на собрание, кој пак од друга страна си го стави неговото знаме, па на Европска унија, па на наша. Не знам дали знаете, законот за знамиња вели, заедниците може да истагнат свое знаме, но 1/3 помало од македонското знаме. И секогаш со македонското заедно, не само. Значи, и тоа се крши. Меѓутоа, тоа не важи за нити за овие од Европа, нити за овие внатре. Нити пак за нивните приврзаници или симпатизери. Молчат, замислете. Сите тоа се случува кога нас ни го нудат за мандатар еден човек кој е аболициран. Еден човек кој треба да одговара за случките на цареви кули. Еден човек кој треба да одговара за сите тендери кои ги склучил во општина Струмица. Еден човек кој треба да одговара заради пуч кој е пак на очиглед на сите. Јанева ни кажа дека немало докази и тоа ќе го тргне, нели, под тепих, нормално. И сега цело време бега од она што се вика ПИМ мерки, нели, 1 евро за вицето, 1 евро за црквата, за подкуп. Секогаш кога ќе има закажан процес, нели, за судење, тој истиот секогаш некој се наоѓа да го повика. Како што прочем беше и сега пред некој ден, од ОПСЕ го повикале, оти тие толку многу работа имаат, па баш тој ден морале да го повикаат, не можело кога. Значи тој бега од лицето на правдата, а ќе правил реформска влада, ќе правил реформска држава, ќе реформирал судии, ќе го реформирал правниот систем, ќе реформирал образование и така натаму, ќе бркале од работа, не знам што се ќе правеле. Ова ли се реформите, ве прашувам? Овде ги прашувам сите струмичани, ова ли се реформите? Па тој ако сака вистински правен систем, треба прв да излезе на суд и да ја докаже својата невиност на суд, како што впрочем тврдеше дека председателот Црвенковски кога го аболицирал сгрешил. Тој ако отишол на суд ќе си ја докажал својата невиност. Имаш прилика, откажи се од имунитетот, откажи се од аболицијата и оди на суд докажи ја невиност. Но тој смета дека судиите се ВМРО-вски и ќе го осудат. Замислете, ако се вратите да видите сите пресуди кои се донесени, знаете вие колку пресуди има донесено во корист на СДСМ? Па тие нивни адвокати кои излегуваат секојдневно на телевизија, што зборуваат, знаете колку се офајдили од сето тоа? Па тие адвокати врвни, ако се во служба на Катица Јанева, прашете се, кој е нивниот интелектуален капацитет? Отимајќи во предвид кој ќе ја видиме Катица Јанева не знае да прочита една реченица, не знае што е подмет, што е прирок. Ме разбирате за што ви зборувам? То се страшните работи, селото тоа завиткано во еден целофан, кој се вика Европска унија или не знам Америка и така натаму, разни светски олеснувачи и вика македонците не се во право. Со една единствена цел, да се направи што е можно поголем страв и притисок кај македонскиот народ за да не реагира. За присилно да си дојде, нели, вака како што они ја замислиле работата. Но ја мислам дека секогаш со една поговорка имаме ние стапот има два краја. Така да, не знам дали така ќе се заврши ситуацијата. Оти сепак постојат и во светот некои нови движења, некои нови ситуации, па ќе видиме.
Сметате ли дека тиранската платформа беше наметната како уцена, странски фактори вршеа притисоци и сметате ли дека самото раководство на СДСМ беше свесно за последиците кои што ги носи тиранската платформа, но сепак од некои си уцени од притисоци мора да се воведе ова? Не, кажав јас, не. СДСМ однапред учествуваше во едно сценарио за кое предмалку зборував. Платформата како таква е смислена многу порано. Договорот помеѓу СДСМ и надворешните представници овде олеснувачи и така натаму големите пријатели на Република Македонија беа договорени. Ти ќе добиеш 60-70 илјади албански гласови во име на граѓанското општество. Сега кога ќе има локални избори, се надевам за скоро време ќе има, ќе видиме колку граѓанското општество ќе биде во корист на СДСМ во Тетово, во Дебар, во Струга, во Гостивар, во Чаир и така натаму. Тогаш ќе видите, ќе си одговорите на прашањето во кое граѓанско општество нас ни зборува лидерот на СДСМ. Нема врска од граѓанско општество. Ние сите сме граѓани. И ние имаме веќе граѓанско општество. Но, значи 60-70 илјади ќе добиеш од албанските гласови, тоа се малтене, ќе ви кажам, отприлика околу 8 илјади гласови треба за еден пратеник, тоа се негде околу 7,5-8 пратеника плюс, за да дојде до бројка од 49. Значи, они ќе има и 40, може би и помалку од 40. За таа сметка ВМРО ќе имаше 63. Значи, инженерингот, но албанците се бунат, чекај како да му дадеме ние него гласови, ние што ќе правиме. Вие ќе имате доволно за да бидете релевантен фактор со бројка на пратеници, за да можат овие да формираат, ВМРО да го исфрлим од игра, ВМРО да помане и коалицијата, за да може после тоа оваа платформа да си ја внесете. Платформата, кога сето ова ви кажав, не се случи, ја изнесоа на 7 јануари, и со една единствена цел. Па немојте да ги заборавите зборовите. Груевски тие го обвинува 20 дена, тој се договорил. Ништо не се договорил. 20 дена ги користеше максимално како политичко средство, сигурно, како што впрочем сегде се користат тие политички средства, за да успее да направи влада со една единствена цел, која ја рече: јас ќе пробам да направам влада, но не по секоја цена. На сето тоа, колегите или противниците, политичките опоненти на ВМРО ДПМНЕ велеа дека тој се согласил со се, проблемот бил со специјалното јавно обвинителство. Ајде бе, проблемот да е со специјалното јавно обвинителство. Што рече пак Груевски на телевизија? Јавно му порачувам на заед. Ќе му ги дозволиме сите 51 пратеник од ВМРО ДПМНЕ. Со неговите 49 има 100. Малцинска влада нека формира, само нека се откаже од тиранската платформа. И јас ќе одам во затвор и сите оние кои они мислат дека треба да одат. Така ли беше на телевизија? Тој ли беше предлогот? И тој бил непристоен предлог. Касно било. Замислете, не, касно е за нив. Не е за ВМРО ДПМНЕ. Касно е, оти они влегоа во едни води од кои нема излез. Јас не бев во Берн да викам дека на Македонија сите и биле криви, само таа била права. Како? Како може да се даде таква изјава? Кога ние имаме историја назад пишана, што бугарите мислат за нас, што албанците мислат, што србите и така натаму, што грците. Значи, од сите 4 страни имаше на времето една карикатура, 4 волци од сите страни, нели, врз Македонија беа. Така да, тоа му сметало на господинот Заев. Ние треба да се преиспитаме. Јас му кажа во една прилика, ние ли сме криви србите црквата што не им не ја прифаќаат? Ние ли сме криви што бугарите јазикот не ни го прифаќаат? Ние ли сме криви што грците името не ни го прифаќаат? Ние ли сме криви што Албанија сака да ја земе нашата татковина? Значи, тој сето тоа ќе им го дозволи. Оти пред некој ден рече дека со србите сме били исти, со бугарите сме били един народ или не знам што, и така натаму и така натаму. Свесен ли е тој какви изјави дава? Дали народот во Македонија е свесен кој ќе му биде мандатар? Мене не можам да си го одговорам јас тоа прашање. Ја немам ништо против него. Да се бориме со политички средства во интерес на Македонија, со консензус за сите стратешки линии или граници за Македонија. До овде може, од овде намаму не можеш ти да преговараш. Значи име, знаме, грб и така натаму, државност, унитарност, суверенитет, нема преговори. Во економскиот дел ќе се разликуваме. Така се добиваат избори. Ако така постапуваат тие во изминативе 26 години, ние немаше да дојдеме до ова дереđe. Зошто? Затоа што луѓето од запад кои ќе сакаат да преговараат, ќе речат чекај се, и оваа македонски и другата македонска партија имаат црвени линии во тој поглед. Така да не можеме ние никаков инженеринг да правиме. И сега тие цели 26 години ја продаваат оваа држава. Сега што ќе се случи во најново време? Ајде тоа што ќе дојде федерализација, ајде тоа што ќе дојде разнебитување на државата. Што правиме со рудните богатства? Што правиме со водата? Што правиме со сео она кое е на Македонија? Ќе го снема за 3 секунди.
Исто како што го направија и со електростопанство на Македонија. И ќе си заминат, и после ние што ќе правиме? Во нашата татковина, како што викаше еден режисер на времето овде, кога дојде во Струмица, Симеон Димитров, режираше една представа, додека тој режираше овде представа, него му дале отказ од Пловдивскиот театар. И јас го гледам еден ден, што е бе Симеон, што си ви така нешто разочаран? Абе вика, аз сам емигрант во собствената ми земја. Ние ќе бидеме емигранти во собствената земја. Замислете. Или како еден друг бугарин, кога на времето нели купува в Кашкавал, носев натаму нааму за да преживеам, кој му викаше, абе Крсту, мисля се, че колкаво малку че сам жив, колкаво долго че сам умрен. Дали ме разбирате? Колку малку ќе бил жив, колку долго ќе бил умрен. Тие се едни чудни димензии, зависи кој како ги гледа. Има луѓе кои се вакви, нормално. И тие гледаат некој ситен собствен излез затоа што им е ветено нешто. Не, пази, тие имаат своји деца. Тие ќе имаат утре своји внуци. Имаат ли осет дека тоа нивното, ова, или тој чип, некој нема да го има од нив, или уште од сега им се вградени? Имаат ли осет дека некој ќе ги осуди? Дека ќе ја продадат оваа татковина? Дека ќе ја продадат оваа држава? И пазете сега, нивните најголеми узданици, како се вика, перјаници на телевизијата ги гледаме. Да не ги спомнувам, сите ги гледате секоја вечер на Телма или на 24 канал или не знам веќе каде. На 21 и така натаму. Цело време не убедуваат дека ВМРО било криминално, дека ВМРО донело режим, дека ВМРО направило ова, дека ВМРО направило тоа. Знаете ли кои се тие луѓе? Кои во нивниот живот изминат, а кои се од режимот тогашен, добиле некакви титули на доктори, на професори и така натаму, нивните деца се сега професори на други факултети, овде, во кои сменени, во нашата татковина, и се уште сакаат да имаат власт. Тие луѓе, сето свое образование, еве ако помислиме, да речеме дека е добро, или дека е стварно квалитетно, знаењето нивно, или дека го добиле стварно со знаење, со труд, го фрлија пред свињи буквално. Го жртвуваа сето тоа за да го убедуваат македонскиот народ дека ова се што се случува, ова се што се прави за доброто на македонскиот народ. Кажете ми вие како ќе му верува претседателот Ѓорѓе Иванов на овој човек кој во текот на еден ден 6 пати менува изјава, кога ќе отиде и ќе му каже јас унитарноста и суверенитетот на нашата татковина нема да го рушам, нити па противуставно ќе донесам некакви решенија. Кажете ми како ќе му верува? Според мене никако. Овие работи што изборувам, замислете, не ги зборувам на памет, овие се видени работи. Јас ништо вечерва во емисија не кажувам вон од она што сме го видели и што сме го чуле. Но секој треба да го стави прстот овде начело. И да се запраша, чекај, кој сум јас? Што правам јас овде? Дали мојот глас те точно даден? Јас не сакам со ова да им кажем на луѓето гласите за ВМРО, но гласите за Македонија. Гласајте за државата во која живеете. Имаат еден куп млади луѓе, нели, кои ги гледам исто на телевизија, се појавуваат и така натаму. Кај студираат тие луѓе? Велат дека факултетите не чинеле. Наташа, да ти кажам нешто. Секој оној што сака да научи, не е важно од каде ќе научи. Јас кога студирав, ние немавме книги. Немаше интернет. Па јас сум се трудел да дојдам до секакво некакво познавање негдека за да дознаам она што ми треба, нели, да го завршам факултетот. Одма затоа што сум сакал. А не сум сакал по линија на помал отпор да дојдам до некаков резултат. Впрочем, и моите 27 години живење во Струмица, во театарот, беа така. 27 години јас имам одиграно негде околу 100 улоги во овој театар. Претежно главни. Замислете, ако сум бил некоја мивка, ќе ги играв главните улоги. Ќе бев десно сметало. Како што, впрочем, има некој кој пак сега од друга страна од дистанца кој гледам па се удараат во гради. Тие луѓе што се удараат сега во гради, а што биле во театарот и што биле цел живот десно сметало, треба да бидат благодарни на мене и уште на неколку таму други што зимаат пензија, но тие тоа никогаш нема да ви го признаат. Неписмениот или неблагородниот човек никогаш нема да признае. Напротив, тој ќе продолжува да рие. За жал, тоа е. Вие се вклучивте и во собирите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓаните масовно веќе над 70 дена ми се чини дека 72 веќе, денес мислам 73. Се на улица. Како ги оценувате овие собирања ширум цела Македонија? Ете, знаеме и на југоистокот и вечерва ќе има повторно во Струмица. Вака сега, велите се приклучив. За заедничка Македонија е слоганот, така? Да. Тие не делат нити СДС, нити ВМРО,
нити албанци, нити македонци, нити срби, нити власи, нити хрвати, нити роми, ништо. Сите се за заедничка Македонија. Да. Ние се согласивме многу одамна, уште во времето на Киро Глигоров, дека сме мултиетничка држава. И дека ги почитуваме правата на сите верски, односно, нели мултиетнички заедници кои ги имаме овде. Верувајте ми, никаде во светот, како што овде се почитуваат тие права на етничките заедници или на малцинството, не се почитуваат. Сакате да ви кажам пример, ја не сакам да именувам. Имаш од една страна виетнамец, по татко, данка, по мајка данец, а се вика американец. Во Америка не смееш да кажеш друго, освен тоа. Во Франција, која е, лулка на демократија, после француската буржуарска револуција, на ниедна телевизија никој вака јавно не смее да кажува ништо. Забрането му е. А тие истини кажуваат слобода на медиуми, слобода на говор. Јас во ова моje овде гостување никого не навредив. Само цело време поставува прашања. Зошто луѓето не мислат со глава? Што е тоа што ги води кон сопствена пропаст? Прво тие пропаѓаат, за државата веќе ајде. Таа е мислена именка, нели? Не можеме да ја фатиме само вака, можеме да ја видиме на карта или од авион горе да видиме колкава е. И така натаму. Но припадноста, или како вели, нема поголем непријател од оној што има поголем пријател од својата татковина. Во тој контекст, јас одам во поворка за заедничка Македонија. Имав едно поставено прашање на некоја пресконференција во тој контекст и јас им реков, да, сите треба да одите. Ако сакате да живеете овде и во ваква Македонија. Ние политички можеме да се бориме, со политички речник, со политички средства и така натаму, кој да дојде на власт, нели? Да ја задржи власт. Но при тоа мораме да имаме обврска. Народот стои позади нас. За народот сме тука. Ние не сме тука затоа што многу сме паметни. Или ние сме најдобрите. Ние сме во служба на народот. Народот не донел, народот ќе ни сврли. Заради тоа е добро да се оди на оваа заедничка Македонија. Јас одам заради заедничка Македонија. Нигдека говор не сум одржал, нигдека со ништо лошо не сум направил. Во Скопје веќе 72 дена, нели од таму почна прво, ниедно цвеќенце не е згазено, ниеден излог не е скршен, опушци од цигари нема. Мирни протести. За да дојдеме во ситуација, тие исти мирни луѓе, достоинствени, со убави лица, а не со грди, ја знаете, нели, метафората, достоинствено протестираат и бараат само едно: отфрлете ја тиранската платформа. Таа ќе ни донесе лош, не добро. Вие може да барате, зборувам за албанците. Секој има право да побара, така? Секој има право да мисли дека може да добие ова или она. Но да видиме тоа барање, дали се коси со нешто друго. Не може, на 74% од македонската територија нема ни еден албанец. На 26% има. И сега тие бараат да бидат конститутивен народ, бараат да имаат втор јазик нашата држава. И кога државата Македонија ќе има два јазика во уставот, како што пише македонскиот јазик и кирилското писмо и македонското знаме, се ќе пише нели и албанско знаме или некое заедничко нивно за кое те слушаме како ќе го решеле со надворешни стручњаци, со домашни стручњаци, хералдичари што имаат нели осет за грбови и така натаму и така натаму. Сега ќе имаме два јазика. Како ќе се вика Македонија? Како ќе не заведат во Обединетите нации? Со два јазика. Замислете. Каде го има тоа? Во која држава го има? Ние сме едни од привилегираните луѓе кои имаме своја собствена држава и свој собствен јазик. Признат. Околу 200, колку 180, колку држави има во светот. А знаете дека има преку, не знам таму колку од прилика, преку колку беа, не знам точно, народи кои имаат свој јазик, кои имаат свој обележја, немаат држава. Нити пак им е признат јазикот. И сега некој сака сето тоа да го нема. За кои давале жртви нашите претходници, нашите нели предци. Па во името на нив, денес сум тука, дојдов нели да оддавам почит на мојот пријател Зоран Маџиров. Зоран Маџиров, еден голем човек на кој треба да се гордеам. После извесен период, како ќе пишеме за него, од каде е? Од двојазичната Македонија? Од двојазичната Струмица? А сите тие се удараат у гради. Размислувате ли за такви работи? Кој ќе се спомне Александар Думов, за кого ќе зборуваме ние? Гоце Арнаудов, кој ќе се спомне за кого? Герас Цунев, Благо Јанков Мучето, Јосиф Јосифовски свештарот.
Благо Јанков Мучето на 22 години отишел во Белград и работното време го направил на 8 сати, кој е и ден денес овде. И како ние тој човек, како ќе го дефинираме после? Геноциден. Македонците биле виновни за геноцид, замислете. Чиј геноцид се спроведуваше во Егејска Македонија? На македонците. Кој ги уништи македонците? Зошто природно не ги донесува во Македонија да живеат? Туку ги раселија, нели, по Маđарска, по Полска, по Чекословачка, по Романија и така натаму во руските земји. За да нема ништо од нив. Кој е виновен за тоа? Тоа е геноцид, а не ова другото. Тие исти луѓе сега треба да бидат прогласени за геноциден народ наспроти некој друг. Има ли тој човек воопшто срам? Има ли тој човек воопшто човечко нешто во себе си? Ние се бориме само за тоа. Имено тука и ги гледам, нели, движењето за заедничка Македонија, да си ја одбрани татковината од вакви изроди, кои залутале или дошле на некоја позиција, нормално со голема поддршка од Западот, и како кој ќе најдеш ти таков човек, многу лесно ќе манипулираш со него. Уценет човек и многу лесно ќе манипулираш. И да се разнебити татковината. Затоа посакувам ова апел сите да излегуваат достоинствено и честно, да кажуваат патриотски песни, да зборуваат, да се обраќаат на народот, не мора омраза, нели, не треба, него љубов кон татковината. Љубов, почит и достоинство. Верба и надеж и така натаму. Тоа се основни работи во постоењето на човек. На крај краишта Исус нели рекол: татко, прости им, не знаат што прават. Не! Овде нема простување. Овие знаат што прават. Така е работата. До кога се овие собери? Дали може би еден ден народот, таа голема маса на народ ќе биде послушан од страна на поголемите маси? Па не знам сега. Мислам дека ова ќе трае уште многу. Мислам дека ако се случат и други некои настани во кои те очекуваме да се избере исто некоја дива влада и да почнат да се носат некои диви решенија, сето тоа ќе биде диво, сето тоа ќе биде незаконски. И тогаш можеби ќе сватат и сите македонци, сите албанци, сите турци, власи, роми и така натаму кои живеат овде, дека ова не ни носи добро и дека истите тие луѓе ќе се дигнат на еден масовен протест кој ќе има основно барање надвор од парламентот, нови избори. Нови избори се решение за татковината, не со тепање, не со убивање. Нема потреба во 21 век тоа да го правиме. Иако некој го иницираше тоа, да дојде до тоа, нели? И потоа да биде жртва. Да ви кажем уште нешто. Народот на кој се стремите да му бидете премиер, ако ве тепа, вие не сте херој. Вие сте предавник на тој народ. Ако народот ве тепа, како може да му бидете премиер? Ете, 455.000 гласови доби ВМРО ДПМН и 30.000 неважнички ливчиња и така натаму и така натаму. Ѓорѓе Иванов доби 530.000 гласови. Тие не го признавале. Кажете ми, во еден изминат изборен циклус во Македонија, не надвор, не зборуваме, каде што победничката партија имала вкупно повеќе гласови отколку сите други заедно. Оти тие зборуваат една математика дека имале 700.000 гласови сега. Тие рекле не на режимот. Не на режимот, а Груевски сам има над 30% доверба кај граѓаните. 30% над 30% вел. Тој сам има горе-долу колку тие луѓе. За која математика зборуваме ние? И сега тој човек што има толков рейтинг, ние треба да го тргнеме и да го прифатиме овој кој, има рейтинг толку колку има. И тоа знаете на што, како Васе Манчев што вели во една своја пиеса, играв јас, го жртвувавме здравото и го прегрнавме болното. Блиску до умот се вика тоа. Господине Ивановски, јас ви благодарам што учествувавте во емисијата Фокус на телеканал А1. Ви благодарам и вам. Се надевам дека ќе бидам добро оценет од граѓаните на Струмица, каде што поминав можеби и најдобриот период од мојот живот, 27 години. Довидување. Довидување и на вас, почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на емисијата Фокус. Пријатно.